Добре дојдовте во нова дебата. Мој вечерашен гостин, односно гостин на Facebook и Twitter заедницата е Владимир Лазаревик. Тој одговара на вашите прашања, на сите ваши прашања, sejedno колку се атрактивни, провокативни. Добро. Што по-провокативни, то по-добро. Да. Добро вечер, мислам, тоа е председна. Владимир Лазаревик, инаку екс-министер за здравство, екс-заменик министер за здравство, 2006-2008 до тогаш. И после 7 години вие одлучувате да излезете во јавност и да проговорите против, како велите, режимот на Груевски. Па не е така. Значи, не е така. Јас сум говорил против Никола Груевски многу пати на различни нивоа, не во политичка смисла, во конкретен случај како што е ова сега, сум зборил против реформите за здравство. Многу често, и јас сум еден од луѓето кои што на Никола му се спротивставувале континуирано во текот на периодот додека сум бил заменик министер. И практично не се сеќавам кога сум се согласил со него додека сум бил во позиција заменик министер. Значи, под несогласување се подразбира седиме на седница на влада и јас мислам различно од Никола Груевски. Сега, ова, кој ќе ме прашате зашто денес или зашто сега, се е идеалниот момент, така. Во политиката е идеален момент. Да, ве охрабрија ли бомбите на Заев? Се разбира. Мислам, не охрабрија, отворија полигон, така, отворија полигон за наше делување. Доколку не се случаја тие бомби, ќе молчавте и нема многу потешко, да излезете во јавност. Тоаш видете, тоаш голем број на луѓето се уште ќе мислеат дека Никола Груевски е победник и ја брани Македонија. Додека со објавувањето на бомбите ние гледаме една друга слика за Никола Груевски, која што е сосема спротивна од таа која што он ја представува во јавноста. Вие го познававте во ова светло? Не до овој степен не. Да, добро. Пред 2 недели односно на 2 април да бидам попрецизна, испративте писмо до дипломатските представништва на Израел и на Македонија. Да. Во кој каде побаравте истрага, израелската влада да поведе некаква истрага која се однесува на прислушкуваните разговори, како вели се да сама дека ставува збор за некаква коруптивна сделка во која е вовлечен директорот на УПК Сашо Мијалков и израелски представници од власта, но и од израелска компанија. Вие излеговте тогаш со писмо. Како граѓанин ли го напишавте ова писмо? Да, како граѓанин и продолжувам да пишувам. Значи не само што напишав на официјални луѓе во Израел. Познавате ли некој од тие? Имате ли средби во Израел? Имам комуникација со официјални лица од Министерството за надворешни работи во Израел, во кој што практично тоа што и го имам напишано на министерот, односно на амбасадорот на Израел во Македонија и амбасадорот на Македонија во Израел, Паја Вирович, истото тоа го опишувам и го објаснувам на луѓе кои што сега работат и се советници на министерот за надворешни работи во Израел. Тоа е еден дел од кој е нивниот одговор? Сега нема за сега одговор, меѓутоа има делување. Значи треба да разбереме дека Израел е една многу комплексна држава во која што делувањето и одговор. Се разбира, меѓутоа ние тоа мислам како да речам не може да остане без одговор овој скандал кој што инволвира не може да кажеме ние дека инволвира друга земја, инволвира наводно фирма која што работи во таа земја. Значи не можеме ни да кажеме и тоа ни еден момент ја не чув дека го кажа Зоран Заев дека инволвирана државата, односно владата на Израел, меѓутоа инволвирана е Република Македонија, инволвирано е МВР, инволвиран е Сашо Мијалков и инволвиран е судика, која што е практично преговарач во целава ситуација, и се слуша глас на човек кој што е наводно од Израел. Добро, што ви велат, пред да преминеме на уште ова прашање, што ви велат тие представници од МВР? Тоа е невиден скандал, значи тоа е невиден скандал. Имало ли донација од Израел? Не, тоа не можам да го дискутирам ја во оваа фаза, меѓутоа сакам да кажам дека тоа е невиден скандал кој што не може да помине без одговор. Велат дека е невиден скандал. Гледайте, Израел е многу сериозна држава. Вие велите или тие велат? Јас велам, а тие ќе си го кажат на нивното на начин на кој што ќе го кажат. Меѓутоа треба да знаеме, јас многу добро ја познавам државата Израел и менталитетот на луѓето кои што живеат таму и ја познавам демократијата која што функционира во Израел и познавам лица од општествениот и политичкиот живот во Израел. Вие не можете да очекувате еден ваков вид на скандал во кој што практично што отвара многу нови димензии. Нели тоа отвара многу нови димензии
да остане без одговор. Меѓутоа, тој одговор нема да биде на начин кој што ние очекуваме денеска да се јават они. Имате ли релации со безбедносните служби на Израел? У која смисла? Дали работам за безбедност и странски Јас ве прашав дали имате релации. Не дали работите. Не. Немате никаква комуникација со нив. Се разбира дека немам, мислам. Меѓутоа често одам во Израел и бев завчера да се вратив. Да, одиме со прашањата. Сепак потоа ќе ви поставам уште некое прашање. Значи, Ченто, ова е првото прашање, зашто молчевте 7 години, веќе одговорите, тврдите дека не сте молчели, иако влеговте во високата политика токму сега. Не говоревте воопшто за Не сум имал никаква амбиција предходно, јас сум чекал вистински момент. Во политиката треба да го чекате моментот, денеска Имате моментот. амбиции сега? Сега мислам дека ќе даеме гол. Ченто повторно. Господине Лазаревик, освен гостување во телевизии, планирали Амстердамската тројка, иако Никола Димитров тука на Нова дебата рече дека не му се допаѓа тој назив. Мене ми се допаѓа многу. Да, Мене ми се допаѓа многу. Сакате да бидете во друштво со Димитров и Мишковски или Не, ние сме си заедно, ама си имаме различни мислења. Мене ми се свиѓа Амстердамската, не му се свиѓа. И други активности во војната против Груевски, значи планирате ли други активности? Да, многу активности. Добро, ние делуваме, значи ние одговорете на Ченто. Јас го прашав да дефинира што тоа значи, па он то дефинираше, меѓутоа да, ние планираме, значи гледате, прво во еден момент првата стратегија е дека имаме план и сакаме да анимираме јавноста со цел да ја разбудиме во делот на пред се на луѓе кои што гласале за ВМРО ДПМН. Нашиот таргет се тие. Да. И ние делуваме во таа насока. Вториот е засилена меѓународна комуникација и комуницираме со представници на меѓународната заедница на повеќе нивоа. Димитров има речиси секојдневни средби во Брисел, Димшовски има средби во Вашингтон и дискутира на високо ниво. Јас разговарам со луѓе од Европска заедница, со представници на меѓународни организации и со медиуми странски, со цел да ја промовираме приказната која што во Македонија, нели, на еден, како да речам, со исклучок на некои медиуми кои што сме денеска тука, кои што ги викаме слободни, во најголемиот дел на националните медиуми не се пренесува на начин на кој што треба народот да биде запознаен. И нормално теренски активности, така правиме една голема коалиција која што има за цел да се спротистави на луѓе кои што па со сите, значи да речеме дали е Кекеновски, дали е генерал Стојанче Ангелов, дали е не може да кажеме ние дека сме за СДСМ коалиција, меѓутоа можеме да кажеме дека ние сакаме да разговараме со опозицијата и сметаме дека е тоа нормално. Сакате, но дали разговарате, сте имали ли средба со Заев? Јас да. Добро. Да, и сметам дека Имате ли некаков договор? Нема потреба да има никаков договор, меѓутоа јас во овој момент сметам дека Зоран Заев има една историска мисија која што ја расклинкува владата на Никола Груевски по сите основи. И сметам дека со Зоран Заев во еден период ќе бидеме политички противници, меѓутоа нема да бидеме непријатели. Значи, сатанизирањето на опозицијата која што го воведе Никола Груевски од 2006 година е нечуен поим за западниот свет. Вие како дел од ВМРО говорите? Да, јас се осеќам така, многу поише него како дел од СДСМ. Никогаш не сум бил дел од СДСМ. Иджи, дали дали ве протера од ВМРО, прашува на Твитер? Не разбирам тоа прашање, исто не ми беше јасно што значи да те протера некој од ВМРО, затоа што ја никогаш не сум бил член на ВМРО за да некој ме протера. Пошто гледате, тоа е исто многу интересно, например, еве Јове Кекеновски, например, така, он е протера, затоа што бил член и сега мене не може да ме протераат, пошто не сум член. Што велите не се чувствувам протеран. Што велите за протерувањето на Кекеновски? Безсмислено е, така, што да кажеш, тоа е лудост, мислам. Сега човеков кој што на некој начин Но тоа е сериозен удар пред конгресот на ВМРО. Тој Па не знам дали е сериозен удар, баш напротив, сметам дека планираше да биде претседателски кандидат. Тоа не знам дали баш планирал, меѓутоа она што знам дека планира е тоа е да го собори Никола Груевски на друг начин, така, и на повеќе начини. Па му ги превземаш структурите на партијата. Преземени ли се? Не, се уште не, меѓутоа гласачката машинерија на Никола Груевски и членството Добро. Во голема мера почнува да се освестува дека он не е победник. Така, и Јове Кекеновски си има една своја улога со форумот на Слободни патриоти. Ние имаме друга улога, нели, која што, како да речеме, ние делуваме независно, че не може да кажеме дека ние сме едно, меѓутоа имаме заедничка цел, имаме сосема различни методологии и делуваме на различна популација. Андреј, 081. Зошто донација во пари се категоризира во државна тајна? Како се трошени е друго, но самиот чин зошто е државна тајна?
Ја гледате се, зашто е државата една не знам, меѓутоа знам дека донација... Говориме за опремата за која... Меѓутоа не може донација, прво донација не може во ниеден момент значи да се постави, гледате, приказната е многу едноставна. Било која влада, така и во случајот со Кина и во случајот со Израел, донираат, кој ќе донира влада некоја иностранска држава нешто, таа нормално ве задолжува да купите од производителите на сопствената земја, така нема интерес да купите од друга земја, меѓутоа изборот ви го остава на вас, вие да одлучите. И тука е сега цакава која што се има случајно кај нас. Нашиве се договориле со некој, како се договориле, тоа ќе се испостави понатака. Велите дека имало донација? Па, така ја кажа се, ние не знаеме, не они кажа дека нема информации. Не знам заради тоа што велите водите во Израел имате повеќе информации. Во Израел не мора да одиш само за да дознаеш дали има донации. Меѓутоа, јас она што го знам и мене она што ме интересира е дека независно дали имало или немало донација, имало примање на пари. Така, имало примање на подкуп. Че некој дал пари на Сашо Мијалков бил организацијата да се земат париве и сега како се тоа, мислам да кого му е тоа нормално? Да може само на Сашо да му е нормално, иначе на некој друг не му е нормално. И на оваа неговата пријателка. Значи иначе на нормален свет тоа ненормално е. И ние цело време покушаваме тоа да го кажеме дека нашиве ја представуваат лагата за вистина. Да. Ненормалното за нормално. И сега мислам тоа вака ние искрено не ќе да го купиме. Јана Милоска Петрова, дали Израел презема било што за расветлување на случајот од нивна страна? Мојата задача во овој момент е да колку што е можно повеќе ја анимираме и власта и политичките субјекти, како и медиумите во Израел, да дознат малце повеќе. Кој ви ја даде таа задача? Сам си ја поставив на себе. Значи, тоа е одговорност граѓанска. Така, граѓанска одговорност да во еден момент сметаш дека треба да побараш нешто од држава за која што осекаш дека е блиска. И добро прашањето, добро дали Израел презема Сега за сега ќе причекаме на тој одговор, меѓутоа како да речам, јас нема да престанам со комуникацијата додека не видиме дека ќе има било каква реакција. Значи, пазите, реакцијата може да биде дека Сашо Мијалков е победник, така, значи они може ќе речат нема врска, но и тоа е реакција. Не може да нема реакција, сакам да кажам. Да. Во вашето писмо кое го пративте, тврдевте дека тамошните власти нема да ги игнорираат тврдењата, очекувате дека ќе биде поскрената истрага. Се разбира. Врз што се темели ова ваше очекување? На демократијата на Израел и на историјата на која што се обвинети два поранешни премиери и имаат затворски казни. Така, значи Ариел Шарон покоен и Ехуд Олмерт сега во моментот, значи он е оптужен, така. Значи тоа е држава во која што не можете да продавате вие не демократија за демократија и лага за вистина. Го знаете Биби Нетањаху? Се разбирате, мислам, не го знам лично, ама Биби кој не го знае, така. Не, лично мислам. Лично. Мис Покрвеник. Преку кои инструменти планирате подигнување на квалитетот на животот на младите доколку бидете на одлучувачките позиции? Па, гледате, тоа е сега малце покомплексно, затоа што тоа е во состав на некаква политичка програма која што би требало да дојде, ако дојде. Ние сега во оваа фаза дискутираме за првата точка, тоа е дали Никола Груевски да поднесе политичка одговорност и оставка од позиција премиер и од позиција председател на ВМРО. Претендирате ли да бидете политичар, да имате како што вели Мис Покрвеник некаква функција висока? Не, гледате, ја до сега не сум имал никаква, значи, политичка амбиција. Јас имам проект на кој што работам, организација, и добро ми е. Значи, мислам, во принцип, неам некаков проблем со тоа. Немате планови? До сега не сум имал, сега веќе имам. Значи, сега сметам дека поддршката која што ја добиваме ние, едноставно мора да се артикулира на некаков начин во политичка смисла. И тоа ќе го направиме. Не, претходно говоревте дека сте дел од ВМРО, иако официјално не сте член. Би се зачлениле ли вие во ВМРО? Не, никогаш. Не само во ВМРО, ја не мислам дека треба да се зачленам во било која политичка партија. Во еднина говориме. Да, нормално, затоа што за мене тоа не е приоритет. Значи, вашето членство во партија за мене ништо не значи. Значи, поентата е дали вие може да поверувате во тоа што некој ви го нуди како варијанта, иначе дали вие сте член или не сте. Тоа стварно мене ништо не ми значи. Владимир Штерјовски. Господин Лазаревик, на сите е јасно што се случувало во оваа афера, но дали освен снимените разговори постојат и други материјални докази? Јас тоа не го знам. Меѓутоа има индикации дека постојат. И меѓутоа тоа е судски процес, има така, има индикации кои што ги објавува опозицијата, така, дека они тврдат дека не е само разговор, дека има материјални докази. Ама тоа е веќе право, значи гледате, тоа исто народот или граѓаните треба да разберат дека ние не можеме да заземеме позиција на судии. Значи ја не можам да заземам позиција на судии, ја барам политичка одговорност. И тоа е основата. Иначе ние не можеме да тврдиме се овој бил таков. Значи опозицијата излага со некакви информации за кои што секаква нормална држава, и затоа е ова ненормално кај нас, затоа што во било каква нормална ситуација
оставка ќе се поднесе, не може да не поднесете вие одговорност и да се трнете на страна за да оставите непристрасност во целата постапка, за да народот ви верува. Кај нас, нашиве, значи пошто тотално игнорираат целата атмосфера, они не тоа како би се рекло, они нису из одавде, нели, значи они практично се однесуваат како да не се од овде и ја релативизираат целата ситуација до степен да народот се вика по видео, вие нормално се понашат, сигурно не е ништо. Добро. Тоа е ненормално. Не само народот. Поранишниот премиер Љупчо Георгиевски денес на трибина изјави дека за некаква разврска на оваа криза е добро да биде амнестирана власта, вклучувајќи го и Груевски. Мислам дека тоа е една од поглупите изјави што ги има дадено Љупчо Георгиевски и таа на некој начин укажува на неговата одговорност во некој момент кога он бил премиер на Република Македонија и сега сака тоа да го пренесе во една нова епизода која што нема да му помине. Значи јас стварно не разбирам во кое својство он денеска тоа го кажува како било каков предлог. Значи денеска да кажете дека со амнестија ќе ја надминете оваа криза е тотална глупост. И не само што ние тоа нема да го дозволиме, него ќе се спротивставиме целосно, затоа што не може да постои амнестија на оваков невиден скандал. И за нас, колку што подлабоко навлегува Никола Груевски во проблемите, толку е подобро за државата. Затоа што ќе се прочистиме. Значи ние мораме да влеземе во една целосна катарза во која што народов ќе ја разбере вистината и ќе има одговорност, како може да нема одговорност. Тоа и Љупчо нека си мисли, супер, ама ние не мислиме така. Љупчо Георгиевски велите дека ова всушност значи дека тој има некаква одговорност кога бил премиер. За мене тоа индицира дека може да има таква работа, заради тоа што може ли знаете ја не знам, нешто? како ја не сум бил со другар со Љупчо, ама јас едноставно сметам дека апсурдно вие да барате денеска амнестија за овакви лудости што ги слушаме. Ние во времето на Љупчо не сме слушале до тој степен лудости. Мислам како, извинете, значи овие разговори кои што ако се покаже дека се веродостојни, а никој не ги демантира дека не се. Мислам, кој може да бара листите? Како мислите дека не ги демантираат? Велат дека се монтирани, сечени, лепени, така натаму. Имате ли ваше досие? Имате ли вие? Сте го слушали ли вашето? Или Ева Оливера Трајковски или било кој од новинари? Да, ми дадоа досие. Значи никој од тие новинари не вика дека тие разговори се монтирани. Значи по таа логика на нештата... По таа логика не можете да одите. Ама тоа не е... Не значи дека ако моето досие е автентично, дека и на Груевски е. Јас многу добро ги знам гласовите на луѓето кои што разговараат. Тие не велат дека тоа не се нивни гласови, тие велат дека се монтирани или не изречени. Ја не му верувам на Груевски, така. Мартина Матевска. На престојниот мајски конгрес на ВМРО, дали има можност, колка ви се шансите да настане вистински пресврт, односно смена на Груевски? Јас мислам дека нема можност, исто така како што мислам дека тоа е нелегитимен конгрес со против статутарен, како да речам. Значи он свикува конгрес кој што едноставно е против статутот на партијата и тоа луѓето го знаат. Значи зборам за луѓе кои што се многу подлабоко инволвирани во партиските структури околку јас. Ја реално никогаш не сум бил инволвиран на тој начин. И сметам дека он едноставно бара, како да речам, едно прибежиште на некој начин и тоа му е последната шанса, како последен остров на спасот го гледа и на некој начин ја тера целава партија да отиде заедно со него во една провалија. Мислам, тоа е неговата стратегија која што очигледно ја поддржуваат голем дел на луѓето. Да, колку време ќе трае таа, како велите, последна шанса? Па до оној момент кога ќе даде оставка од позиција премиер на Република Македонија. Кои се вашите проекции? Дека ќе даде, дека ќе биде принуден да даде оставка? Амбициозната варијанта е дека да, би требало да се соочи со реалноста и да се повлече. Меѓутоа, од друга страна, неговите потези кои што ги влече секојдневно не го кажуваат тоа, него напротив, он настојува да се прикаже како победник и бара сојузници во таа борба и очигледно е Љупчо Георгиевски еден од тие, што исто така многу интересно за мене, морам да кажам. Меѓутоа, ние нема тоа да го дозволиме на начин на кој што ние функционираме. Ние функционираме на друг начин. Кој ние? Или сега да речеме ние сме тројка. Добро. Иджи, дали ви е страв, дали нешто може да се случи, со кеса нешто? Па не знам од кого да се плашам денеска, заради тоа што јас мислам дека ситуацијата е променета и дека тие кои што ние до вчера се плашевме, се плашат од нас. Под нас се подразбира се плашат од Македонија. Гледате, тоа е една исто ситуација која што треба да ја разбиеме ние сега. Значи, Никола Груевски е кукавица. Во буквална смисла на зборот, он е политичка кукавица. Сашо Мјалков идентична кукавица. Значи, он се служи со инструменти на власта, со закани, со уцени, со полиција, со кој што внесува страв кај народов. И тој страв народот денеска го става во позиција да се плашиме ние сега. Така, цело време се плашиме, зашто полицијата да не претепа? Зашто? Пошто Сашо може ќе го наљутиш. Гледате сега, мислам, како да ви кажам, разбиена е таа магла. Че денес кога ќе искуцате на Google Сашо Мјалков, ќе прочитате што пишеш за човекот. Нели до вчера не смеа името да му го спомнат, денеска е сосема друга епизода.
Значи, како да ја кажам, тој го, он го прислушкува Израел. Не мислам, како да ја кажам, тоа израелците не се прислушкуваат сами себе. Он го прислушкува израелецот. Тоа е, не можам да ја опишам колку е сериозен тој проблем. И тој проблем не е мој. Ивана Драгшичи, дали ќе почнат иницијатива за исклучување од партијата, општа политичка екскомуникација на Груевски, Јанкуловска, Ставревски, Протуџер и другите инкриминирани, ако не каков е тој преврат или реформа при која што продаваат лага за вистина, не се оставаат на боништето на историјата. Значи, не знам како да одговорам на тоа прашање, меѓутоа претпоставам што сака да ме праша. Со оставката на Никола Груевски ќе се отворат на сосема нови процеси кои што мора да имаат судска разврска. Но дали ќе отпочнат иницијатива некаква? Ние не сме дел од партија за да почнеме таков вид на иницијатива, така, значи нашата желба во овој момент е да ги привлечеме тие луѓе кои што велите дека делувате во рамките на ВМРО. Делуваме за да ги привлечеме тие кои што гласале му дале поддршка на Никола Груевски и кои што сакаат да се оградат. Успешно ли го правите? Сега за сега мислам дека е многу успешно. Ивана Драгшичи повторно има уште што ќе прави ново реформираната партија со големата жолта зграда. Драгшичи ве замислува веќе во ВМРО дека сте претпоставувам. Мислите за нова реформираната барокна нова зграда? Да. Заради која се исичени 20 на возрастни, зрели, здрави дрвја. Јас најавив дека една од главните иницијативи кои што ќе ја превзееме на било кој начин е прво, откако судскиот процес ќе покаже нели разврската на целиот настан, односно на овој настан кој што трае со години, целосна конфискација на имотот ако се покаже дека е стекнат со криминал. Вклучително и таа зграда. Значи ако се испостави дека таа зграда е изработена со средства кои што се нелегално стекнати, ние ќе најдеме начин како тие пари да ги вратиме во буџетот на Република Македонија по законски пат. И тоа вака категорично го кажувам, мислам луѓето да го разберат дека по законски пат има начин ако се докаже во судска постапка дека одредени пари се стекнати противзаконски, ќе ги вратиме назад. Да, тоа е второто нејзино прашање. Арсов Тале, дали израелските власти имаат покренато официјална истрага? Не знам, меѓутоа се целат, мислам континуирани се информирани. И верувајте дека тие се многу сериозни, така не игнорираат ни една информација, независно каква е. Посебно кога станува збор за ваков вид на структури кои што, како да речем, значи таму тоа не е било каква фирма. Тоа е голема. Марко, како да го освестиме народот да не се како да не се плаши повеќе? Па мислам дека континуирано делуваме у таа насока, нели дека луѓето немаат причина да се плашат, други се тие кои што треба да се плашат денеска. Добро. Мислам, не треба да се плашиш ако не си влезен во криминал. Зашто би се плашал некој? Мислам, тоа е исто таа ненормална ситуација во која што ти си нормален човек, значи не правиш никаков криминал, а се плашиш. Од што се плашиш? Мислам, се плашиш од тој што практично мислам, неверојатно е тоа стварно. Коста, дали сметате дека е потребно воведување на закон со кој ќе оневозможни премиерски мандат подолг од 8 години? Па тоа е добра идеја. Значи немам ништо против таа идеја. Тоа е добра идеја. Мислам дека нели едно загубување во власт после дури 8 години понекогаш може да бидат премногу на Балкан. Реплика имате. Меме. Аха, немате програма, па каде бе? Рековте дека немате програма. Нема избори, како нема избори за да имаме програма, мислам пред избори не се правили никаква програма. Прво да знае, ама нема избори, така да има избори ќе направиме. Но би претходно треба да имате некаква платформа. Ама ние немаме, значи ако ја гледате вие позицијата на Никола Груевски, тој мисли дека следните избори ќе бидат 2018, така. Значи и вие се водите по неговата. Не се разбира дека не се водиме, меѓутоа нема причина ние сега да дискутираме за програма, дискутираме за негова оставка. Не ќе да разговараме понатаму. Иначе што правиме ние? Луѓето очекуваат ако вие разговарате за нечија оставка дека имате нешто да им понудите. Ама многу имаме да им понудиме. Ми сме многу спремни. Треба да ги информирате. Во момент кој ќе има потреба од тоа, сега разговараме на тема број 1, политичка оставка на Никола Груевски. Иначе не се секираат луѓето, ќе бидат пријатно изненадени. Знаете што, јавноста го диктира темпото на политичарите или на луѓето кои претендираат да бидат политичари, а не политичарите обратно. Да беше така, немаше да бидеме оваа ситуација. Значи да беше така, немаше да бидеме оваа ситуација и ненормалното да е нормално. Ова се однесува на вас и велите дека немате програма, би требало да имате програма, сакаат да ви. Не гледајца, не реков дека немаме програма, реков дека во оваа фаза никој не бара од нас програма. Бараат, јавноста бара. Ама зашто? Се ти збориш за оставка, ние збориме за оставка, ние програмата наша е оставка. После дискутираме за програмите. Иначе, како да речем, јас сум ги напишал двете програми на Но зошто би прифатила јавноста оставка ако не види дека постои некаква алтернатива? За тоа говорат. Ако мислат дека Никола Груевски е победник и ја гради Македонија, нема никаков проблем. Ние ќе продолжиме да делуваме во насока која што за нас сметаме дека е нормално, а тоа е ненормалното да го оставиме да биде ненормално.
Ченто, сте помислили некогаш да извадите членска книжка од СДСМ? Можно ли да се случи таква нешто во иднина? Не, нити од СДСМ, нити од ВМРО-ДПМН. Бојан, можно ли уривање на владата да се инициира во собрание? Да, Да. многу може. На кој начин? На дел од претеничката група на ВМРО-ДПМН која што ќе смета дека едноставно треба да се огради од Никола Груевски. Имате ли со нив контакти? Да. И како изгледаат тие контакти? Пријатно. Комуникацијата. Убава е. Мислам, овака си разговараме. Значи, на начин на кој си разговараме и... Кој е нивниот став? Дека Груевски треба да замине во историјата? Гледайте се, тоа не може така да го кажем експлицитно, меѓутоа има разумни луѓе таму, иако нели, сега ако го читате Бранко Тричковски ќе рече не може да има разумни луѓе, што исто така држи, ама сепак има луѓе кои што не се чувствуваат до тој степен дека се соучесници во ова што го објавува опозицијата како разговори на нели одредени лица. И тие луѓе, гледате, значи ние на некој начин нели им даваме шанса, така им викаме, мислам да ако сметаш дека стварно ако луѓето сметат и тие пратеници, ако сметат дека Никола е победник, нека си останат со него. Со кои луѓе комуницирате? Во оваа фаза не ќам тоа да го кажам. Каде? Јавно не ќам да го кажам. Каде комуницирате? Каде се вашите средби? Преку електронска комуникација. Има денеска современи средства за комуникација. Кои може да се следат? Ние сме модерна веројатно може и некој да следи. Имаме ние средства кои што мислиме дека не може да ги следат. Има такви денеска. Добро. Израелци знаат некои од тие и ја имам пријатели па ми кажуваат. Кога тројката ќе стане четворка? Ви пристапуваат? Таа веќе станата, мислам, ако така гледате, таа веќе станата, значи ние гледате, значи прво мислам, ние како тројка сме три индивидуалци кои што сме здружени за една идеја и делуваме на различен начин. Ја не му кажувам на Никола Димитров што да збори. Нити он на мене ми кажува што да зборам, нити на Перо Димшовски му се јавам па му викам вака кажи. Значи ние си имаме генерална стратегија која што е во таа насока и привлекуваме луѓе кои што не ги знаеме сите тие луѓе. Така мене ми стигаат на ден преку 100 пораки од луѓе што не ги познавам. И тие се најголемиот дел со поддршка. Значи добиваме некои така, мислам, луди пораки, ама у принцип најголемиот дел се позитивни пораки. Добро, ова беше прашање на Иджи Бакрачи. Сега очекувате дека Ж, да, тоа е името на Груевски на Твитер, ќе си замина, но и човекот не си оди. Од друга страна нема протести по улица, ве прашува за чаре. Пак има протести на улица. Во еден момент. Значи сега протести на улица нема заради тоа што не е созреана доволна шансата за да има протести на улица и мислам дека во еден момент ќе се случи, нели, катарза каде што мислам дека нели граѓаниве кои што денеска не се доволно информирани, ќе дојдат во фаза после некои информации кои што ќе бидат објавени, кои што ги најавува нели опозицијава. На кои мислите? Па конкретно мислам на Смилковско езеро, мислам на информацијата за Никола Младенов, мислам за тие вести, нели? Тие вести ги најавува Зоран Заев не со цел дека тие ќе бидат идентични со верзијата која што е објавена официјално од страна на МВР или од страна на владата, веројатно ќе бидат различни. И со оглед на тоа како он внимателно пристапува кон тој процес, јас мислам дека тоа доста луѓе ќе бидат вака непријатно изненадени. Мислам, не имате некакви информации? Не, немам информации, ама најавите и индикациите кои што ги дава опозицијата се многу сериозни и ние треба сериозно да ги прифатиме. И мислам теренот се спрема за тоа, така значи он го прави тоа со цел, не го прави без цел. СДСМ најави голем митинг во мај, на почетокот на мај, ќе присуствувате ли на тој митинг? Зависи како ќе се развијат работите до тогаш. Меѓутоа, ако гледаме дека нема никаква реакција од страна на Никола Груевски, ако он понатаму се однесува како да не е од тука, да, се разбира дека целта ќе биде заедничка. Јане Ѓорѓиевски Рибаро, како вам лично ви се допаѓа проектот Скопје 2014? Антимакедонски, а повеќе пати кажав дека тој е еден од најголемите, како да кажам, тој е антимакедонски проект кој што во неговата основа ќе се покаже историски дека мислам има неверојатни проблеми и неверојатни коруптивни скандали кои што се поврзани со тој проект. И ние мораме да најдеме начин како ќе решиме. И јас дадов еден предлог, нели, дека ние можеме дел од тие споменици да ги складираме во музеј на глупоста, кој што би можеле да му даеме едно свечено име Никола Груевски. Бакрачи. И за мен идеално би била локација во владата на Република Македонија, ќе соодветствува со целиот амбиент, нели, да остане ваква како што е и он да остане една запамтена личност историска, што секогаш го посакувал. Бакрачи, зошто не излегувате во јавност со повеќе луѓе позади себе да докажете дека имате голема поддршка? Во оваа фаза тоа не е потребно. Мислам затоа што тоа е таа стратегија која што нели
Нели протест и контрапротест, па сега ќе излеземе, поник излезат со повише луѓе. Тоа не е потребно во оваа фаза. Добро. Се извинувам. Нема проблем. Нешто се закочи. Ја ги читам. Но во која фаза вие би излегле со повеќе луѓе, како велите? Во моментите кога тоа ќе има потреба, како да ви кажам, Кога ќе биде тој момент? Па еве ви реков, значи моментот ќе биде кога вистински, значи некои одредени информации кои што ќе се објават во јавноста, нели ние се надеваме дека ќе бидат такви, значи сигурно дека не се надевам дека ќе излезе информацијата за Никола Младенов во верзијата која што не може да се најде неговиот мобилен телефон, така. Меѓутоа, сметам дека народот денеска во Република Македонија е заведен во насока на, нели, подиригирање на медиумите кои што се наоѓаат во целосен мрак и не може да ја видат вистинава. И, нели, кога градите митологија околу ликот и делото на Никола Груевски со години, не може да очекувате народот се денеска преку ноќ да не му верува. Бе му верува, уште му веруваат луѓето, така, уште мислат дека он нели победува и слично, ама бројот на луѓе со кои што ние комуницираме на сите нивоа, нели вклучително форумот на Јове Кекеновски, вклучително генералот Стојанче Ангелов, вклучително со сите други луѓе независни кои што никогаш можеби у животот не ни гласале. Јас имам многу луѓе кои што ми се јавуваат, не гласале за политичка партија до сега, пошто биле разочарани. Не можам да ви опишам колкав е бројот на луѓе кои што живеат надвор од Македонија и кои што ни даваат подршка и викаат дека ќе се вратат во Македонија ако ова што го збориме го реализираме. Добро. И тоа ни дава на нас надеж, значи не ни дава нешто, значи на нас ни дава надеж подршката што ја добиваме. Сигурно дека не ми дава надеж Сител телевизија. На Сител телевизија веројатно народот мисли дека на плажа е така, ама не е на плажа. Виктор Буша Велковски, дали сте запознаени дали израелската влада донира и на други држави, уплаќајќи ја донацијата на сметка надвор од границите на земја, која е примателна донација? Гледате, јас сум стипендиста на израелската влада и тоа преку МАШАВ програмата, значи Министерство за надворешни работи има програма донација во цел свет. Стратегијата на таа програма е да привлече колку што е можно поголем број на луѓе од надвор, од другите земји, да дојдат во Израел, да се запознаат со историјата на Израел и да ја пренесат таа историја назад. Во основата, таа е демократска програма. Не постои начин влада на Израел да влага во вакви комбинати. Тоа не постои начин, че тоа е апсурд. Тоа ќе се покаже. Кочо Андоновски, велите дека се идентификувате со десницата. Карактеристично име Амстердамска, според градот на една од најшампионските држави во однос на ЛГБТИ. Кој е вашиот став за ЛГБТИ луѓето, но и другите маргинализирани заедници? Гледате, јас сум во основа многу либерален човек. Ја немам никаков проблем со тоа прашање. Напротив, сметам дека сите луѓе во едно општество треба да имаат рамноправни шанси, вклучително и ЛГБТ заедницата. Немам никаков проблем со тоа прашање. Легализација на медицинска употреба на канабис? Тоа е веќе прифатено, како да речам, прифатено во голем број на држави, не само во Европа, туку и во Америка. И да, ние мораме да имаме една целосна нова стратегија за справување со проблемот на дрогите во Република Македонија. Сегашната стратегија се покажува дека е погубна. И односно дека ние го зголемуваме бројот на јузери на тешки дроги, а од друга страна цело време како се бориме против дрогиве. Така да мислам дека тука треба да се направи целосна ревизија, да отвориме една слободна дискусија на тема која е нели добробитот од евентуалната употреба на медицински цели на канабисот и тоа има меѓународни искуства. Значи како да ви кажам, не е тоа дека ние ќе измислиме топла вода денес. Дали мислите дека е време десницата во Македонија го промени својот став, веќе кажавте действување кон овие заедници? Само цар, наведете една диктатура. Не треба секогаш да ме поистоветувате со десница, затоа што кај нас тоа е веќе извитоперено во основа, така. Че ја имам либерални ставови и ја не ја представувам ВМРО ДПМН денеска, јас се представувам себе си. Утре ќе видиме, значи луѓе кои што ќе сакаат и сметаат дека тоа што јас го зборам, дали е десно или центар, тоа е друго. Меѓутоа, фактичката позиција е дека ние, како да речем, има една гениална изјава на Девид Камерон поврзана со ЛГБТ заедницата, дека да, ние веруваме во врските во општеството кои што го прават поблиско. И ако таа врска го прави општеството поблиско, немаме ништо против тоа. Самуил Цар, наведете една диктатура која била разрешена по мирен пат. Тоа е исто многу добро прашање, да, тоа веројатно не би можел да кажам едноставно да одговорам, ама еве да се надеваме дека нашата ќе биде. Ченто, дали сте биле присутни на некои од бројните протести на Стојанче Ангелов пред РТВ? Да, бев минатата недела и ќе бидам во сабат. Бакрачи, од 2006 до сега се вработени околу 100.000 луѓе во и онака претоварената администрација, што мислите дека треба со нив?
И јас мислам дека ние треба да воведеме процес на целосна, тоа се вика аутсорс државна администрација. Значи едноставно треба да го намалиме бројот на луѓе кои што се вработени во државната администрација за сметка на вклучување на невладиниот сектор и граѓанското општество во извршување на дел од функциите кои што денеска државната администрација не може да ги изврши. Тоа се вика аутсорс на државната администрација и за таа политика ќе се залагам лично. Добро. Еве колегата Апостолов има прашање за периодот до 2008 година, која бевте во владата. Како го опишувате тој период? Прочитавме многу и ваши текстови и слушнавме и интервјуа. Има ли нешто што премолчевте? Да, веројатно дека има нешто, мислам има многу така, мислам како да ви кажам, тоа се, нели сум рекол, психоделични седници на владава од јутра до сутра. Гледате, значи за мене тоа бил сепак, ако го гледаме овој период од 9 години, тие 2 години за мене изгледаат најнормално. И покрај тоа што имало таму ненормални ситуации. Меѓутоа за мене изгледале најнормални и нели имало разумни луѓе кои што разговарале, дискутирале и се спротивставувале на Никола Груевски. И сум ги спомнал Трајко Славевски, Дејан Пановски. Мислам, тоа се само некои што вака можам да се сетам дека стварно јавно отворено кажувале не. Ја пак и денеска тврдам дека на Трајко Славевски овие небулози што му поминуваат на Зоки Ставерски не би му поминале. Че човекот седел и мислам како да речам, он седеше карши мене на седница на влада и он вика бе не може. И се они тераат да може, нели, тераат да може. Ама овој вика не може. И затоа го сменија. Значи сите луѓе кои што на некој начин тоа што вие викате за кај сте до сега, па сите луѓе што на некој начин дискутирале спротивно на мислењето, дискутирале во затворени седници на влада. Гледате, тоа не е затворена седница, тоа е седница во која што се решаваат, се носат одлуки, така. Значи како да кажам, ја не сум бил на седница. Но не алармирале воопшто јавноста за целата ситуација за која велите дека била застрашувачка. За да сватите, тоа е како денеска вие во ваша нова телевизија да имате внатрешен конфликт и да сакате да излезете надвор да кажете на конкуренцијава како дискутирате. Ние браниме став на влада. Значи ти веруваш на човекот. Вие споредувате приватна телевизија, односно приватен медиум во случајот и влада која всушност работи во името на граѓаните и е избрана. За мене седниците на некои од седниците на кои што сум присуствувал на владата на Република Македонија биле крајно несериозни. И сум сигурен дека во било која друга приватна организација не може такви работи се случуваат. Не може да дискутираат луѓе во Охридско езеро да го направат море. Ај сега да седиме ние и да ги тргаме трските, да го вадиме каменов, да ставаме плажа, да ја правиме со песок, мислам, кој би го дискутирал тоа нормално, но која приватна компанија би го дискутирал тоа некој? Или да правиме згради од 250 метра. Мислам, тоа се Не прашањето на многу од гледачите и корисниците на социјални мрежи се води и целата дебата всушност се води околу вашето молчење. Значи, пак ќе речам дека под молчење луѓето подразбира дека ти треба да излезеш надвор и да кажеш на телевизија и да те уапси после Сашо Мјалков. Значи, затоа што им се случи на луѓето, така? Значи, луѓето кои што се побунија и кои што говореа или дадоа оставки. Не мислите ли дека треба да се даде некаква жртва во име на поубаво општество? Зависи која е крајната цел. Ако завршиш во затвор и после таа жртва нема ефект. Знаете ли луѓе кои завршиле во затвор во историјата? Многу. Тие луѓе биле славени, некои од нив, не сите. Гледај, ја не сум. Можеби ќе сте бил славен. Ја не претендирам сега да бидам славен ако завршам во затвор. Славен можеби после 100 години, немам таква желба. Ти кажам дека на идеалите. Немам таква желба, мислам, сега како да ти кажам. Мислам, стварно немам таква желба и мислам им завидувам на тие луѓе кои што се ставиле таа позиција, меѓутоа, како да речам сега, ја не сум имал таа стратегија. Рибаро, веќе одговоривте че го премолчевте ли парапетчето ако не беа бомбите на Заев уште на почетокот ве. Парапетчето сум го зборел, значи на толку многу луѓе, на толку многу студенти, на толку многу генерации да едноставно луѓето никогаш не верувале. И Сулеман Рушити кога го напишав текстот ми се вика бе Владо, од кога напишав текстот, ми се јавуваа луѓето дека било вистина. Затоа што едноставно никој не ти верува. Не ти дома не ти верува да им кажеш на луѓето, затоа што еве како што вие викате сега, па нели тоа е седница на влада. Па седница на влада, он сакаше море да го направи. И човекот тргна. Ке стаеше он парапетче. Значи да не беше Дејан таму Миле, значи нели Миле секогаш дава над предлози. Значи он е тој од кој што вака Никола Груевски ќе даде идеја и овој таа идеја носи една сосема друга димензија. И овој Дејан Пановски за мене е човек кој што се спротивставуваше јавно и вика бе не може. Он вика зашто не може? Па затоа што не може. Сега он бара да му објасни зашто не може. Значи апсурдот бара да му го објасниш. И сега ти се спротивставувал. Си се спротивставувал таму кај што мислиш дека ќе има вистински ефект.
А иначе вие од еден човек кој што е направена митологија, кој што победува, кој што контролира цела држава, и сега да се ставите у ситуација да излезете... Не може да биде... Никој нема ти верува, ќе мислат дека си будала. Значи ти ќе мислиш дека си Здравко Резуновски, дали моменталната состојба во Македонија може да се оцени како македонски сеир или политичка апатија или... Не, ја мислам дека денеска ние се наоѓаме во најголемата политичка криза воопшто од историјата на постоење на модерна Република Македонија. Меѓутоа тука ја гледаме најголемата шанса. Значи ние вистински гледаме се шанса да се прочистиме, значи како да ви кажам, ние имаме историски проблеми, ние имаме вистински проблеми, суштински во основата. Значи ние се бараме сега се уште кои сме. Значи Никола Груевски ги збуни луѓето кои сме, антички македонци, мислам. Гледате, тоа е една сериозен проблем, мислам, со идентитетот имаат нашиве проблеми. Значи се бараат луѓето више не знаат кои сме, словени ли сме, антички македонци ли сме, шо ли сме. И сега тоа е една ситуација која што стварно ќе бара голем процес. Че тоа нема да заврши преку ноќ, ние знаеме. Да. Иджи повторно. Зошто парапетчето не е реализирано? А вете имаше некој разумен човек кој што го спречи, иначе да имаше тамо некој што ќе викаше стаи го парапетчето, ќе го стаеш. 100% ќе го стаеше и он викаше овака, ќе си рипнат луѓето 20 сантима, он му вика бе не може големи се брановите во Охридско езеро, вика ќе го срушат. Повисоко вика ќе го направиме. Ами мислам, гледајте, тоа е стварно, ја не знам да беше пред малку бев на едно предавање кај од ЦРПМ кај Жидос Даскаловски, еден од тие господини таму рече дека он ги правил записниците на седниците на владава. Меѓутоа не сретнал такви разговори. Мене стварно ме интересира значи кои од тие разговори и све ова што јас го зборам во која форма е запишано на записниците на владата, затоа што тоа ќе биде сериозен предмет на научни анализи со години, че луѓето ќе анализираат така како се води седница на влада, како се даваат предлози, како се креира политика. Многу од владините седници беа отворени. Не, тоа се други седници, тоа е он ти кажува што да кажеш, тоа нема врска, тоа е договорено. Да, и тоа е можеби за добар материјал за научна сериозен материјал, да, тоа е. Мартин Стојковски. Што мисли господин Владимир Лазарев за ГДОМ и иницијативата за собирање потписи за велепредавство на ЗА? Мислам дека е безсмислено, така, мислам дека целосно безсмислено и не би давал никаков коментар понатаму. Добро, ние сме на крај со прашањата. Нема повеќе прашања како што гледам. Јас ви благодарам што бевте на нова дебата, дебатиравте со корисниците на Facebook и на Twitter. Ви благодарам за можноста. Мислам, јас сум доста вака присутен на Facebook и на Twitter, релативно, не толку многу. Меѓутоа, за нас социјалните мрежи представуваат вистински излез и прозорец кон тоа што треба народот на Република Македонија и пошироко да го запознае. И тоа го користиме на максимално можен начин и професионално делуваме. Ајде, последното прашање, Dark Knight, која ќе почнете со трибини за вашето залагање, бидејќи претходно најавивте. Многу брзо, да, многу брзо. Кој ќе биде на тие трибини? Кој сака? Не, добро. Да, мислам, кој сака, и ги каниме луѓето да доаѓаат, тите кои што сакаат да им го кажеме. Кои ќе бидат говорници? Па повеќе луѓе, значи нема да се фокусираме само. Гледате, ние се бориме за, значи Македонија без лидери. Така ние се бориме за силни институции. Значи дека сакаме, значи народот да верува на институциите, да верува на судството, да верува на полицијата, а не да верува на Владимир Лазаревиќ или на Никола Димитров. Тоа ние додека не изградиме силни институции, не може да очекуваме да имаме демократско општество. Не да веруваат на лидери. Па како може да мислам? Зашто би ми верувал некој на мене? Мислам, треба да верува на институцијава, значи треба да верува на тоа дека таа институција представува. Но таа институција треба да веруваш да ја води господин Лазарев. Самата зграда не може да се води. Се разбира, меѓутоа денеска да речеме луѓето треба да македонска телевизија која води, така. Денеска вие не може да гостувате на македонска телевизија. И са таа институција представува Македонија? Не, таа е антимакедонија. И ние треба да го промениме. И токму заради тоа треба така луѓе да застанат али не во лидерска смисла. Значи не во лидерска смисла, тоа е друго. Значи ние збориме за квалитет на кадри, ама не дека треба еден човек да не спаси. Значи ние не ќе да имаме лидер. Нормално дека ќе имаш премиер, ќе има лидер на партија. Ама идејата е дека не треба да правиш митологија околу ликот и делото на било кој, него треба едноставно да направиш институциите, денеска Марко Зврлевски да го викне Сашо Мјалков и да постапи по делото на да служат на граѓаните. Да. Ви благодарам што бевте. Ви благодарам на поканата.